Поштувани сограѓани, дозволете најнапред да ја изразам мојата најсериозна загриженост за економската состојба во која се наоѓа Република Македонија. Податоците кои дојдоа до мене и анализите кои ги направивме недвосмислено покажуваат дека веднаш зад здравствената криза постои многу сериозна и опасна економска криза. И да не се случеше пандемијата со корона, податоците говорат дека македонската економија од неодговорната влада на Спасовски и Заев се туркала кон чист банкрот. Должен сум да известам јавноста дека анализите покажуваат дека врз буџетот од страна на владата е направен смислен и добро организиран грабеж на народните пари. А тоа го покажува реализацијата на буџетот кој што Министерството за финансии го објави во текот на вчерашниот ден. Не можам никако поинаку да го квалификувам ова, затоа што е трошено безмилосно, расипнички и недомакински. И ова нема никаква врска со политика. За ова што денес го говорам, постојат конкретни бројки кои денес ќе ги споделам со македонската јавност, а кои секој граѓанин треба да ги разгледа, за да ја разбере штетата која е направена на државата. Извршен е буквално смислен грабеж на економијата во првите 3 месеци од годината, со цел да се покријат изборите кои требаше да се случат, кога се потрошени 43% од буџетскиот дефицит, планиран за целата година, или 120 милиони евра. Повторувам, потрошиле 120 милиони евра повеќе од тоа што собрале во буџетот, додека нас не убедуваа дека блескаме и дека буџетот е ликвиден. Или со други зборови, го задолжиле секое македонско семејство со дополнителни 15.000 денари во просек само од почетокот на годината, заклучно со крајот на месец март. Оваа состојба денес, надополнета со корона кризата, е уште полоша. Додиме со ред. Под број 1. Во првите 3 месеци, повторувам, во првите 3 месеци, јануари, февруари и март, од 2020 година, владата на Зоран Заев и СДСМ изврши практично грабеж на буџетот и со тоа свесно ја турна Македонија во кризна состојба и подредена положба. Кога беше јасно дека пандемијата со COVID-19 вирусот ќе ја зафати Македонија, Зоран Заев и ова раководство на СДСМ, играјки all-in со буџетот, нашата заедничка иднина, Зоран Заев и ова раководство на СДСМ, мотивирани од лукративни мотиви и желбата по било која цена да се обиде да оствари подобар резултат на предвремените парламентарни избори, потроши за еден квартал, речиси половина од буџетскиот дефицит планиран за цела фискална 2020 година. И тоа може многу добро да се види од графиконот во позадината. За периодот од 1. јануари 2020 година до 31. март во 2017 година потрошени се околу 19% од планираниот буџетски дефицит и реализирани се нешто повеќе од 21% од планираните капитални инвестиции. Повторувам, за истиот период во 2017 година потрошени се 19% од тогаш планираниот буџетски дефицит и реализирани се околу 21% од тогаш планираните капитални инвестиции. За тој период пак, во 2018 година, потрошени се околу 17% од планираниот буџетски дефицит и реализирани се нешто помалку од 10% од планираните капитални инвестиции. Повторувам, во 2018 година, за истиот тој период, потрошени се 17% од планираниот буџетски дефицит и реализирани нешто помалку од 10% од тогаш планираните капитални инвестиции. Во 2019 година, повторувам, во 2019 година, исто така изборна година, исто така беа председателски избори. Во истиот период, во првите 3 месеци, 1. јануари 31. март, потрошени се нешто над 18% од планираниот буџетски дефицит и реализирани се околу 7% од планираните капитални инвестиции. Доаѓаме до 2020 година. Повторувам, 2020 година
месеци јануари, февруари и март. Период 1 јануари, заклучно со 31 март. Зоран Заев и СДСМ практично реализираат смислен грабеж, трошејќи нешто помалку од 43% од буџетскиот дефицит, а при тоа реализирале околу 8,5% од планираните капитални инвестиции. Замислете, во исто така изборна година, 2019, буџетскиот дефицит во првите 3 месеци, односно тоа се средства помалку собрани во буџетот отколку потрошени во периодот јануари, февруари и март, изнесува нешто над 18%, а за истиот тој период во 2020 година Зоран Заев и ова раководство на СДСМ, водејќи се исклучиво од лукративни мотиви, а со цел да постигнат подобар резултат на предвремените парламентарни избори, во услови кога низ светот владее пандемија со COVID-19 вирусот, извршуваат грабеж на народните пари во буџетот и трошат 43% од буџетскиот дефицит. Односно, да бидам попрецизен, во првите 3 месеци СДСМ и владата на Зоран Заев трошат 120 милиони евра народни пари повеќе отколку што за тој период собрале во буџетот. Ако се анализираат 3 години наназад, 19-та, 18-та и 17-та, ќе може да се забележи дека тој буџетски дефицит во првите 3 месеци се движи помеѓу 50 и 57,5 милиони евра. За 2,5 пати повеќе е направен грабеж од страна на СДСМ и Зоран Заев на народните пари преку буџетот на Република Македонија, а со една цел обид за подкуп и постигнување подобар резултат на предвремените парламентарни избори кои што требаше да се случат на 12 април оваа година. Само во месец март, буџетскиот дефицит во 2020 година, само во месец март, повторувам, потрошиле 50 милиони евра повеќе од тоа што собрале во буџетот. Ако тоа се спореди со месец март во 2019 година, кога потрошиле 7 милиони евра повеќе од тоа што собрале во буџетот, представува фантастична бројка од 7 пати повеќе. Или пак, ако тоа се спореди со 2018 година, истиот тој месец март, буџетот имал суфицит од 2,65 милиони евра. Или повеќе имало во буџетот собрано, отколку што се потрошиле за истиот тој период. Или пак, ако анализираме 2017 година и месец март, тогаш можеме да заклучиме дека во буџетот има суфицит од 2 милиони евра или повеќе биле собрани 2 милиони евра, отколку што биле потрошени. Повторувам, оваа година, обидувајќи се да направат масовен покруп, вршат грабеж и трошат само во месец март 50 милиони евра повеќе народни пари, ваши пари, од тоа што го собрале во буџетот. А за целиот период од јануари до месец март цели 120 милиони евра, со што од почетокот на годината го задолжија секое македонско семејство за дополнителни 15.000 денари. Број 2. Уште една лага на Зоран Заев и СДСМ заврши неславно. Имено, во првите 3 месеци од фискалната година, од буџетската сметка, беа сервисирани задолжувања во вредност од 308 милиони евра. И тоа, 170 милиони евра долг кон доверители од странство и 18 милиони евра долг кон доверители во Македонија. А дополнителни 120 милиони евра кои што ги споменавме, беше сервисирање на буџетскиот дефицит, односно за толку помалку собра од тоа што потрошија во првите 3 месеци. Зоран Заев ја убедуваше македонската јавност дека долговите ќе ги сервисира со средства кои ќе ги позајми од странски доверители. Ние тогаш велевме дека е потребно ликвидноста да се бара дома, да се ослободат благеничките записи, да се запишат државни врзници, државни харти од вредност. Но тогаш тоа беше на прва грубо одбиено и надмено, би рекол,
одбиено од страна на владата на Оливер Спасовски и Зоран Заев. Но каква е реалноста? Овие 308 милиони евра, 98% се сервисирани од обврски, направени и задолжување заради разолжување кое што е реализирано на домашниот пазар. А само 2% се средства кои што се обезбедени како странски заем. Повторувам, и покрај тоа што ја убедуваше македонската јавност, и покрај тоа што примитивно надмено ги одбиваше понудите од страна на ВМРО ДПМН и препораките дека треба парите да се бараат на домашниот пазар. Тој ни велеше дека ќе барал пари надвор од Македонија. Но дека ни велеше дека ќе бара пари надвор од Македонија, безмилосно ја задолжуваше Македонија токму внатре и 98% од задолжувањето поради за раздолжување го направи во македонскиот домашен пазар. А само 2% се средства обезбедени како странски заем. Третата работа, која што сакам да истакнам, во првите 3 месеци полнењето на буџетот е нешто над 20%. Доколку дојде до смирување на пандемијата и постепено нормализирање на економската активност на компаниите, со сигурност може да се очекува реализација на сценариото 1, која го најави ресорниот министер на пресконференција, одржана на 1 април, кога кажа дека ќе недостасуваат околу 20% од планираното или околу 700 милиони евра повеќе од планираниот буџетски дефицит. Доколку нова се додадат околу 514 милиони евра планирано задолжување поради раздолжување. И тоа 246,5 милиони евра домашен долг и 267,7 милиони евра надворешен долг. И доколку на ова се искалкулира планираниот буџетски дефицит за до крајот на годината во износ од околу 162 милиони евра, доаѓаме до бројка од 1 милиарда 376,2 милиони евра, кој е потребно буџетот да ги обезбеди од задолжување, доколку не се случи некое подраматично и поголемо кратење на расходната страна, кој што гледаме дека не се случува. Овие средства се доволни само за покривање на стари долгови и буџетскиот дефицит без некоја посериозна поддршка на компаниите. При намалување на бруто домашниот производ од 4%, колку што предвидуваше Меѓународниот монетарен фонд, и дополнителните задолжувања поради сервисирање на буџетскиот дефицит, без посериозно намалување на расходната страна, неминовно ќе доведе до зголемување на јавниот долг. Повторувам, задолжување поради покривање на дупката во буџетот и буџетскиот дефицит, без било какво друго посериозно задолжување, а со цел поддршка на реалниот сектор и на македонската економија. Неминовно ќе дојде до зголемување на јавниот долг во однос на бруто домашниот производ, ако се имало предвид и предвидувањето на Меѓународниот монетарен фонд дека македонската економија во оваа 2020 година ќе заврши со стапка од 4% намалување. Почитувани сограѓани, ова раководство на СДСМ, предводено од Зоран Заев, може да понуди само 3 работи. Првата работа, почитувани сограѓани, овој обид за подкуп, кој што го правеа избинатиот период, кој што кулминираше првите 3 месеци од 2020 година, надевајќи се дека на тој начин граѓаните во нашата држава ќе го заборават сето на понижување, сиот оној срам, криминал и корупција изминативе 3 години кои што ги предводеше СДСМ и Зоран Заев. На тој начин мислеа дека ќе ја купат поддршката на вас, на македонските граѓани. Втората работа, која што ќе ја понудат и која што ја нудат, е Луи Витон обвинителството и трас судството. Преку закани и уцени да се добие глас повеќе. Преку закани и уцени да се оттргне гласач повеќе кој што одлучи својот глас да го даде за опозицијата предводена од ВМРО ДПМН. И третата работа која што ова раководство на СДСМ и Зоран Заев може да ви ја понудат е грабеж. Грабеж онаков како што беше прикажан на денешната пресконференција. Но ја користам оваа прилика да ви убедам дека ВМРО ДПМН заедно со десетици, би рекол стотици експерти од земја во иностранство, работат на изготвување на сериозен план кој што
ќе ја врати Македонија повторно на победничките патеки. Бидете спокојни и верувајте дека ВМРО-ДПМНЕ, како зрела и државотворна политичка партија, има еден приоритет, а тоа е како да се спаси Македонија. Македонија може да се спаси ако се спасат повеќе човечки животи, ако се спаси економијата во државата и да се донесе благосостојба во целата држава. Ви благодарам. Благодарам, почитувам председател. Има две прашања кои што пристигна до прес-центарот на ВМРО-ДПМНЕ. Првото е од телевизија 21. Вели вака: вчера спикерот Талат Џафери ја исфрли можноста за свикување на ургентна седница која бараше СДСМ минатата недела. Зошто вие не дадовте поддршка за иницијативата и дали сметате дека една таква иницијатива е обид за пролонгирање на избори кои вие ги баравте постојано? ВМРО-ДПМНЕ ставот за ова, би рекол, неуставно, обид за неуставно собирање на поранешниот состав на парламентот, го кажа, и ја користам ова прилика да го повторам, е тоа дека овој состав на парламентот е поранешен. И мандатот на пратениците со моментот на распуштање на парламентот, кога 108 пратеници едногласно гласа, практично сите оние кои што беа присутни, е завршен. Тие го вратија легитимитетот назад кај граѓаните. Единствен кој што може тој парламент, таа сала да ја наполни со пратеници, со избраници на народот, е токму народот на избори. Не може Зоран Заев, ниту пак група на поранешни пратеници да се обидуваат да го кршат уставот по кој знае кој пат и да се собираат неуставно. Тој став на ВМРО-ДПМНЕ беше повторен неколку пати изминатиот период. Добро, и второто прашање од редакцијата на телевизија Сител. Дали ВМРО-ДПМНЕ ќе учествува на изборите доколку тие се одржат на крајот на јуни или евентуално почетокот на месец јули? ВМРО-ДПМНЕ е подготвен да го порази СДСМ секогаш. И тоа на сите граѓани во оваа држава им е јасно дека победник на следните парламентарни избори, кога и да се случат, ќе биде ВМРО-ДПМНЕ. Но исто така, ставот на ВМРО-ДПМНЕ повторен неколку пати во минатото е дека одржување на предвремени парламентарни избори во услови кога имаме пандемија на COVID-19 вирусот, во услови кога секојдневно го броиме бројот на луѓето кои што се инфицирани од овој вирус, кога ги броиме луѓето кои што за жал го губат својот живот, во услови кога постои економска криза, санитарна криза, образовна криза, во услови кога имаме де факто кризна состојба во државата, еден од првите 3 приоритети на ВМРО-ДПМНЕ не е одржување на парламентарни избори. Најпрво да се избориме за здравјето на граѓаните, да ја вратиме економијата на победнички патеки, а потоа можеме да размислуваме на избори. Инаку кога и да се одржат тие избори, ВМРО-ДПМНЕ ќе го порази СДСМ. Тоа беа прашањата за денес. Благодарам.